Ќе отвориме во книгата на пророкот Авакум, или Хабакук, како што е именуван во преводот на Константинов. Таа е една мала книга и е сместена меѓу тие така наречени мали пророци, кои што јас по искуство секојаш тешко ги наоѓам. Еви, сега се потврдува тоа. После Наум. А еве го, да. Значи, 3 глави имаме во оваа пророчка книга на пророкот Авакум. Книга од која што верувам дека има многу што да се подучиме. Имајќи преди фактот дека Елен Вајд кажува дека книгите на овие мали пророци зборуваат повеќе за наше време, отколку за времето во кое што тие пророкувале. Авакум инаку живее и пророкува, и оваа книга е запишал некаде во времето на кога во Израел постоел голем отпад. Значи во времето на Манаси, на неговиот син Амон, и во почетните години од зацарувањето на Јоси. Само кога ги слушате овие имења, мислам, знаете, и би требало да имате предвид во каков отпад се наоѓал Божиот народ тогаш. Но како што кажав, книгите на овие мали пророци, па и оваа книга на Авакум, повеќе ни зборуваат за наше време, отколку за времето во кое што, значи во нивно време, кое што тие живееле. Па да видиме што можеме да извлечеме од оваа книга на Авакум. Авакум имал видение, и на почетокот читаме за тоа негово видение, вели од првиот стих во првата глава, пророчко видение што го виде пророкот Хабакук. До кога, Господи, ќе викам за помош, а ти да не чуеш? Да викам кон тебе насилство, а ти да не спасиш? Зошто ми ја покажуваш неправдата пред очи? Зошто го гледаш угнетувањето? Грабеж и насилство се пред мене, расправи и раздор беснеат. Пред да продолжиме понатаму, значи, повторно да потенцирам. Исполнувањето на овие пророштва во времето во кое што живееле самите пророци било секундарно, а доека примерното исполнување е за наше време. Времето во кое што ние живееме. Сега, значи, овој текст вели, го гледаме Авакум, кој што повикува за помош. Го повикува Господа и се прашува зошто, Господи? И до кога ваквата ситуација? Насилство, раздор овде спомнат, угнетување, неправда пред моите очи гледам. Дори во 4 стих вели, законот ја изгуби силата, а правдата не се појавува ни за миг. Да, злосторникот го гони праведникот, затоа судот излегува изопачен. Видите какво страшно време го зафатило Израел. И денеска, ако погледнем овој текст и да видиме во која смисла се однесува на наше време, да, ќе кажеме, како прво, вакви насилства, ваков терор, угнетување, беззаконие, изопачен суд, гледаме во светот. Имаме колку што ни душа сака. Насекаде околу нас. Отворете интернет, гледате телевизија, ќе го видите ова насекаде по светот. И не е ни чудно за во светот. Еве ќе читаме во прво послание Јованово 5.19, прво Јованово 5.19. Јас подобро би го прочитал овој стих од другиот превод, од ревидираниот.
5:19. Што значи кога човек ќе се навикне на еден превод, го има ли најдено некој во другиот превод да ми го прочита 1 Јованово 5:19, затоа што тамо е сепак појасен стихот, го потенцира оно што сакам да го кажам. 1 Јованово 5:19. Повели Ленче? Тоа ми беше битно. Значи, целиот свет лежи во зло. Знаеме кој царува со овој свет. И не е ништо чудно што ваква една слика, која што не ја опишал Авакум, гледаме во светот. Друг стих, Матеј 24:12, кој што не мора да се однесува само на светот, а ќе го спомнеме 24:12, вели, познат стих, и заради многу беззаконија љубовта ќе олади кај мнозина. Не мораме многу да дискутираме и да кажеме дека ова навистина е вака. Во пуката, меѓу другото, немаше ни време, може би да се спомне, меѓутоа имаше еден одсек кој што велеше дека сме сите од иста крв. А денеска имате убиства од расни причини, од национални причини, од верски причини, од не знам какви омрази, што ли уште не. А сите потекнуваме од еден. Од Адам и од Ева. Таков е светот. Но неволите не се само во светот. Тоа мора да го признаем. Да читаме во второ послание до Тимотеј. Оние познати стихови, но секојаш актуелни. Второ послание до Тимотеј, 3 глава, од 1 стих читаме. А ова знае го, во последните денови ќе настанат тешки времења. Прво да прашам за кого се однесуваат овие стихови овде. Овде не се однесуваат за светот. Се однесуваат за христијаните. Се однесуваат за оние кои што тврдат дека го следат Христа, веруваат. Значи, во последните денови ќе настанат тешки времења, зашто луѓето ќе бидат само живи, сребролюбци, самофалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, без природна љубов, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници избувливи, надуени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви. И посебен акцент, секојаш ставаме на овој 5 стих, и не случајно, кои што имаат изглед на побожност, а се одрекле од незината сила. Или во другиот превод стои, се одрекле од Божија, од силата Божија. Имаат изглед на побожност, а се сребролюбци, самофалци, горделиви, хулители, така натаму и така натаму. Сите овие карактеристики. А која е таа сила, која што очигледно многу недостасува во нашите животи? Вели, имаат изглед на побожност, а од силата на Бога се одрекле. Која е таа Божја сила? Павле убаво кажува во Римјаните. Евангелието е сила Божја за оној кој што верува. Тоа е таа сила за да не ослободи од гревот, за да не ослободи од нашето јас, за да го направиме светот поубав. И јас многу нема да се сложам со тоа што го кажа брат Зоран, дека ако сме достигнале совршенство, па ќе одлетаме, како Енох. Па не одлетале сите како Енох, а достигнале и биле свети во Божји очи. Еве да го спомнеме Данијел, да речеме, еве, како пример. Јас никаде во Библијата не наоѓам никаква замерка за карактерот на Данијел. И тоа не одлетал на небо. На Господа му се потребни такви луѓе денеска во светот. Односно, нели знаеме дека Исус токму чека на црква, на својот народ, да целосно го отсликува Божиот лик, значи да достигне едно совршенство. На Господа му треба таков народ во светот денеска. Енох, од посебни причини, знаеме, тоа е посебна една историја, еден посебен лик, па ете се случило тоа што се случило со него. Значи, не недостасува таа сила. И всушност неволите и во светот и во црквата произлегуваат од една неволја која што е присутна во човечкото срце.
Од тука произлегуваат сите неволи и проблеми. Сите ние имаме секојдневна борба. Бог сака наново да се родиме, Бог сака да не преобрази, меѓутоа ние сме телесни, општо зборувам, нели, секој за себе знае, не именувам никого, меѓутоа ние сме телесни и постојано имаме таа борба. Опишено во Римјаните 8 глава, значи, како војуваат, или во прво мислам дека, да, а и Галатјаните, мислам дека во 5 глава се спомнува, таа постојана борба меѓу духот и телото. И сега да се навратиме на Авакум. Темата е наслов како човекот кој не знаеше зошто. Може би често пати и ние се прашуваме и не знаеме зошто. Состојбите се такви какви што се, меѓутоа еве, се надевам дека оваа тема ќе ни помогне да ние не бидеме еден како Авакум, да не знаеме зошто некои работи се такви какви што сте. Туку да ни бидат нешто појасни работите. Авакум се прашува: до кога вака? Ние денеска може да се прашаме, еве да насочиме малку на нашата црква и да го поставиме прашањето: дали во редовите на Адвентишката црква постојат неправди, постои угнетување, постојат насилства, грабеж, расправи, раздори, дали постои изопачен суд, или се е како што треба? Дали овие нешто се присутни во Адвентишка црква? Мислам, на вас многу не треба да ви објаснувам што се однесува до изопачен суд, до неправди, до ред други работи. Грабеж, насилство, може би не во буквална смисла на зборот, меѓутоа ако читате во Езекијел 34 глава и читате за пастирите, па ќе видите за каков грабеж станува збор, за какво насилство и насилно владење со овците. Читате Езекијел 34 глава, некојаш може би ќе одржиме проповед на таа тема. Но како и да е, Израел во голем отпад, а ова е слика и прилика за денешното време. 5 стих. Погледајте меѓу народите, гледајте, чудете се, чудо не видете се, зашто во ваши денови правам дело во кое не бисте поверувале ако некој ви го раскаже. Пазете, во видение на Авакум Господ му вели: ке направам дело на кое што сите ке се чудите. Денеска има многу работи за чудење, меѓутоа треба да се навикнеме и да сватиме дека буквално, еве, јас како живеам, значи јас веќе ништо не ме чуди, воопшто не ме зачудува. Што ќе се случува во црквата или во светот, веќе знаеме. Меѓутоа, што ќе се случува во црквата, ја воопшто не сум зачуден веќе од ништо. Затоа што тоа ќе видиме дека е Божие дело. Дека Бог подига едно такво дело со специјална причина. Вели нешто на кое што никогаш не би поверувале. Па добро, да ја прашам, еве, верници сте, има многу постари верници од мене овде, во овие години што се не се изнагледавте и не се изнаслушавте во црквата? Дали има голем пат на стандардите во црквата? И како, тоа ќе го посведочат постарите верници, највеќе. Адвентизмот не е оно што бил некојаш. Во сите стандарди, не спомнувам ништо, за да може би некој погрешно нешто разбере и свати или се најде увреден. Големи раздори. Пазди, тоа по тривијални прашања за кои што никогаш на памет не ви паднало дека може да дојде до расцепи и раздори. Па цела Северна Америка, значи таа Северна дивизија се расцепкува и разделува по едно прашање за тоа дали треба се ракоположуваат жени или не. Јас тоа никогаш на памет не ми паднало дека би можело да дојде до такви големи расцепи и подели по тоа прашање. Еволуцијата за која што зборуваме
ова тромесечие се спомнува, нели? Зборуваме за создавањето, меѓутоа неминовно е се спомне еволуцијата, толку многу се има вовлечено во редовите на Адвентичка црква. Дали ви паднало тоа на памет некојаш? Дека заради такво нешто може да дојде до такви расправи, разделби, поделби во црквата? Неверојатно, ја ни на сон не ми паднало такво нешто. И ред други работи, да не спомнуваме тука доктринални прашања. По-длабоки прашања. Се рушат буквално столбовите на нашата вера. Се повеќе можеме да кажеме дека се забележуваат елементи на Вавилон во црквата. И можеме никако Авакум се прашуваме денеска, ако стварно имаме истенчени морални начала, ако стварно сме христијани како што треба да бидеме, се прашуваме, зошто Господе се тоа? До кога вака? А Господ му вели, ќе се чудете, зашто во ваши денови правам дело во кое не бисте поверувале ако некој ви го раскажеше. Зашто еве ги подигам халдејците. Кои се овие? Со други зборови, со друго име, халдејците се вавилонците. Народ жесток и брз, што навлегува ширум низ земјата за да ги одземе живеалиштата кои не се негови. Тоа е страшен и морничав, од самиот него излегува неговиот суд и неговата власт. Коњите му се побрзи од леопардите, побесни од волците навечер. Јавачите му се простираат, стигаат оддалеку, налетуваат како орли, се спуштаат за да колваат. Што гледаме овде? Гледаме како Вавилон маршира среде Божиот народ. И ова не е единствениот стих, ова не се единствените стихови. Имате и во Михеј и на многу други места. Еве да го прочитаме тој во Михеј. Само на кратко, држите овде прст, да свртиме во Михеј. Книгата на пророкот Михеј, значи уште една ситна, мала книга. Значи понапред малку, пред Наум. 4 глава, 9 и 10 стих. Зошто секојаш викаш со силен глас? Нема ли цар во тебе? Зар пропаднаа твоите советници да те опфаќаат болките како родилка? Виткај се од болка и пискај, сионска керко, како жена што раѓа, зашто сега ќе излезеш од градот и ќе живееш во полето. Ти ќе отидеш до Вавилон, таму ќе се ослободиш, таму ќе те откупи Господ од раците на твоите непријатели. Овој стих вели дека сионската керка, а тоа е никој друг, туку Божијата црква, ќе отиде до Вавилон и од таму Господ ќе ја избави. Во Авакум гледаме стихови кои што кажуваат дека Вавилон маршира низ црквата. А знаете, кога Вавилон маршира, не маршира парадно, туку маршира во бој, во војна. А војната е за секоја душа. Видите што вели 9 стих таму. Сите тие ќе дојдат да насилствуваат, лицата им се устремени напред како источен ветер, собираат пленици како песок. Собираат пленици како песок. Вавилон маршира и освојува и собира пленици како песок. Како песок. Голем број. Голем број веќе се освоени од Вавилон. Ова е слика за денешното време. Јас пак ќе ви кажам, читате Елен Вајт ви вели дека повеќе овие пророштва се однесуваат на наше време, отколку на тогашно време. Знаеме буквално дека тогаш Израел ќе падне под вавилонско робство. Тоа го најавува Авакум овде. Меѓутоа, ова се однесува и на наше време. Примарното исполнување на ова пророштво е за наше време. Вавилон маршира во црквата. Се собираат пленици како песок, вели овде. И сега ќе кажете, па, кој Вавилон, како Вавилон? Битката е за умот. Ако вие ја прифатите тоа вавилонски начин на размислување,
ако ја прифатите неговата филозофија, неговата теологија, тогаш негови сте. И Вавилон не се задоволува само со ситен песок, така да се изразам. Тука е што вели во 10 стих. Тој им се подсмева на царевите, кнезовите му се за подбив, се подигрува со сите тврдини, насипува земја и ги зазема тврдините, ги зазема битните места, стратешките места, им се подсмева на царевите, на владетелите, на оние кои што се на водечки позиции. И удира и таму. И денеска која ја гледате оваквата ситуација, до некаде, може би јас ќе кажам, како да ние на некој начин малко сме позаштитени, зашто не сме дел од телото, под наводници, како што некој вели, ама не сме имуни. Никој од нас не е имун на времето во кое што живееме, на лукавствата на ѓаволот. Вавилон сака да заземе се. Односно, ѓаволот преку него да го освои нашето срце, ако е можно. Се случува неочекуваното за Авакум, може би за нас неочекувано. Меѓутоа, овде сме за да се охрабриме дека тоа е Божие дело. Дали внимававте добро? Во 5 стих, погледајте меѓу народите, гледајте, чудете се, чудоневидете се, зашто во ваши денови правам дело, на кој што сите ќе се чудите. Тоа е Божие дело. Тоа е дел од неговиот план. Ќе видиме и зошто. И е повторно 12-13 стих. Не си ли ти од давни времења, повторно Авакум се упатува зборови до Господа. Господи мој Боже, мој светецу, ние нема да умреме. Ти, Господи, го определи да суди, го постави стено моја за да казнува. Се мисли на Вавилон. Твоите очи се пречисти за да гледаат зло. Ти не можеш да ги гледаш беззаконијата. Зошто ги гледаш вероломците? Молчиш кога злочинецот го голтнува поправедниот од себе си. Каде си, Господе? До кога вака? Зошто воа? Може би некогаш и ние сме се нашли во слична ситуација. Може би некогаш на нас толку ни дотежнало, затоа што гледаме што се случува. Ни дотежнува кога ќе видите, ваш брат, ваша сестра се разочарало од нешто, или не знам, се однесува некако што треба, попушта во стандардите или едноставно го зафаќа тој ветер вавилонски, може би ви дотежно, може би ви е тешко и се прашувате до кога, Господи, зошто ова вака? Ние некој се прашуваме, зошто сме толку малку? Пред да видиме што Господ ќе му одговори на Авакум, да видиме нешто друго од Божија перспектива. И тоа преку случајот на Соломон. Можеме тука да вклучиме повеќе моменти, меѓутоа е Соломон е згоден. Видите, Господ има проблем. Не дека проблемот него се состои во тоа што, тој ги познава срцата на секој од нас. Меѓутоа Господ има проблем, како што Соломон имал проблем. Знаете кој бил проблемот на Соломон? Тој запишал една прекрасна книга, Песна над песните, кај што е опишан и самиот за себе зборува, меѓутоа зборува и за Божјата црква, како си бара невеста, како си бара жена. И кој е проблемот што го има Соломон? Пазите, тој е богат, мудар, предпоставам дека бил и убав, или не мора да предпоставуваме, може би некаде запишено, симпатичен. И знаете кој е проблемот негов? Кога имате симпатичен човек, богат, мудар, значи има се што има и сега треба да бира жена. Знаете кој е проблемот? Секојаш ќе се прашува, зошто ова влезе во брак со мене?
За парите, за ова. Зашто? Која е причина? За дали она вистински мене ме сака или причината е некоја друга? И Господ прави ситуации за да ги издвои вистинските. За да ги издвои оние кои што вистински го сакаат, вистински го љубат. Дошле ради вистински причини во црквата. Господ создава такви ситуации. Во тоа време, како казна, го пушта Вавилон, лом да прави. Одведени се голем број на заробеници во Вавилон. Меѓутоа, гледаме една слика и за денешно време. Господ дозволува Вавилон да маршира низ црквата. Со која причина? Кажавме. Решетање се одвива и уште повеќе ќе се одвива. Елен Вајд вели таму на едно место се што треба да се изрешета ќе биде изрешетано. По оваков основ или по таков основ или по било каков. Не сакам, погрешно ме сватите, не сакам да кажам дека сите оние кои што може би ги напустили овие редови или се дома, па сега се изрешетани. Не, никога не можам да судам. Секој надевро треба да си го знае својот однос со Господ. Меѓутоа, такво нешто се одвива. Последно време е. Господ сака да ги издвои оние кои што вистински го љубат, а не дошле од некако се интерес или било од кои причини. Да се посетиме на Јован 6 глава, ја проучувавме во нашите вечерни проучувања. Мноштво го следи Исуса, не мора да отвараме таму, само да споменеме. Мноштво го следи Исуса. Популарен е. Сакате риба, сакате леп, еве ви. Сакате исцелување од некоја болест, еве ви. И сите го следат. И тој ја користи таа прилика за да им каже во што всушност се работата. И сите ние посакуваме, природно е, мислам, Господе, дај тргни оваа болест од мене, Господе, дај да се снајдам подобро во животот, некоја подобра работа, повеќе пари, знаете, поубав живот. Сето тоа е на некој начин природно да го посакува човек, меѓутоа, зошто може би Господ не го прави тоа, туку прави нешто друго во нашиот живот, затоа што треба да не издвои. Затоа што треба да ги издвои оние кои што вистински го љубат. Во 6 глава Јован, кога ќе им каже, секој оној кој што не го јаде моето тело и мојата крв, не ја пие мојата крв, не може да има дел со мене, значи освртува целиот муавет в духовна смисла и го оставаат. Тоа се свртуваат од него. Меѓутоа проблемот не престанува тука. Да се преместиме уште понапред, во времето кога Исус, на цветници, така наречен празник, во православието, кога Исус влегува на Магре во Иерусалим, сите го слават, сите маваат таму со палмови гранчиња. Осана, алелуја! За да, после некој ден, истите тие го раснат. Значи, Господ дозволува такви ситуации, за да се издвојат оние кои што навистина го љубат Господа. И затоа не е чудно што денеска Вавилон маршира во црквата. Може би некој ќе каже, и оние може би што ќе гледаат подосно, ќе речат, еве го овој повторно, како што порано ме имаат обвинето, вели дека црквата станала Вавилон. Јас тоа не го кажам. Вавилон маршира во црквата. Црквата Божија е секојаш црква Божија, не може да биде Вавилон. Ама Вавилон маршира во црквата, тоа е факт. Ако погледнеме, значи, доволно добро, со истинчен морален критериум, ќе видиме дека тоа е така. Но тоа е со цел, тоа е со причина. Кажавме зошто. И еве го одговорот во 2 глава, Господ му одговара на Авакум, вели, ќе застанам на својата стража, односно, овој Авакум, вели, ќе застанам на својата стража, ќе се поставам на кулата, ќе внимавам да видам што ќе ми рече тој и што да одговорам на мојот укор. И тогаш Господ му одговара и му вели, запиши го видението, врежи го врз плочки
Та поминувачот да го чита лесно, зашто видението е сепак за определено време, брза кон исполнувањето и нема да излаже. Па и ако се забави, чекај го, зашто навистина тоа ќе дојде и не ќе се забави. Интересен речник. Па и ако се забави, чекај го, затоа што тоа ќе дојде и нема да се забави. Господ го избавува својот народ во свое време на свој начин. Тоа треба да не радува. Ваквата ситуација во Израел или денешната ситуација во Божјата црква може да ве запраше да си кажете отишло све веќе готово. Нема спас. Но факт е дека Господ ја има контролата и во таа ситуација и во денешната ситуација. На крајот на крштата прочитавме. Тоа дело е Божје дело. И вели дека ова видение ќе доживее своје исполнување, чекај го, ќе биде така како што сум кажал. И вели 4 стих, еден е горделивиот, душата не му е праведна, и е го клучниот момент. А праведникот ќе живее од својата вера. Може да е ситуацијата така како што е, жалосна. Може би често пати се жалостиме, може би често пати тоа не го бута нашиот дух. Но сето тоа што се случува е со причина, Господ има се во своји раце и држи се под контрола, а ние, за да издржиме, за да поминеме низ сето тоа, потребно ни е вера. Дали Господ ќе најде вера на земјата? Дали Господ ќе најде вера? Тоа е прашање до секој од нас. Еве што е запишено во Пророци и цареви. Ние мораме во себе си да негуваме и да развиваме вера за која пророците и апостолите сведочеле. Верата која се надева на Божите ветувања и чека на избавување во време и на начин кој што тој го одредил. Господ секојаш има излез од секоја криза, од секоја неволја, меѓутоа тоа избавување се случува во негово време и на негов начин. Дури може би на ваков неочекуван начин. Многу работи, како што кажав, се случуваат што не сме ги очекувале. Дури се сеќавам сега на еден цитат кај што Елен Вајд вели дека Господ ќе го заврши делото на неочекуван начин, повторно. Со средства и на начин кој што никој не очекувал. Не онака како што може би сме замислиле. Заборавив да спомнам, сега ми дојде таа мисла. Кога кажав во каква ситуација е црквата денеска, може би некоја надеж се појави кај мене во изборот на новиот председател на Генерална, Тед Вилсон. Меѓутоа сега, одскоро повторно се разочарав од следната причина. Ако не беше, може би се страперса, немаше да ми текне јас да пребарам, да видам која е таа книга Големата надеж, така наречена. Што е едно скратено издание од Големата борба. Значи, јас сум толку разочаран од тоа како е направено тоа издание. И Генерална конференција поттикнува на масовно печатење на оваа книга и масовно делење на оваа книга. Меѓутоа, тоа не е Големата борба. Ако видите само од што се состои оваа книга, значи тоа се исечоси делови, парчиња од оваа, од тоа, од оваа, од онаа глава на Големата борба и на крајот е ништо. Елен Вајд кога вели дека треба да се сеат книгите како есенско лисје, меѓу другото тука мисли на Големата борба, не на Големата надеж. Јас сум разочаран од тоа како е направена таа книга. Уште и поттикната, значи поттикот доаѓа токму од Генерална конференција да се дели и шири во голем тираж. Третата глава од Големата борба, која што гласи големиот отпад, никаде ја нема во оваа книга. И не само тоа. Многу работи нема, многу работи се испуштени и се некако ми се чини, ми изгледа дека тоа е повторно дел од ова сценарио, односно од тоа дело кој што Господ го превзема.
Вавилон маршира во црквата. Знаете што значи големата борба? Големата борба е откривање на ѓаволот, откривање на Вавилон, на тие негови стапици. А овие со ова книжка, големата надеж, што направиле? Го покриле сето тоа. Со еден збор можем да кажем. За жал. Значи да го дочитам цитатот и со тоа и ќе завршиме. Ние мораме во себе си да негуваме и да развиваме вера за која пророците и апостолите сведочеле, вера која што се надева на Божите ветувања и чека на избавување во време и на начин кој што тој го одредил. Сигурната пророчка реч конечно ќе се исполни во славното доаѓање нашиот Господ и Спасител, кој ќе дојде како цар на царевите и господар на господарите. Може би времето на чекање ќе изгледа долго, може би обесхрабрувачки околности некојаш ќе ја потиснат душата. Може би по патот многумина во кои што сме имале доверба ќе паднат. Дали ги слушате овие зборови? Може би по патот многумина во кои што сме имале доверба ќе паднат. Може би утре, не дај Боже, и Борче ќе падне. Но тоа не значи дека вие треба да се разочарате. Ако сте се надевале, ако својата надеж сте ја гајале во мене, тоаш може и ќе се разочарате, сигурно. Но и тоа надежта, нашата врска треба да биде секој со Господа. Големи звезди ќе паѓаат. Меѓутоа, со пророкот кој што сакал да ја охрабри Јудеја во времето на најголемото отпадништво, мораме доверливо да објавиме. Господ е во својот свет храм. Сета земја нека замолчи пред него. Господ, со други зборови, има се под својот контрола. Да ја имаме на ум секојаш радосната вест. Видението е сепак за определено време и ќе зборува на крајот и нема да излаже. Па и ако се забави, чекај го, затоа што навистина ќе дојде и нема да забави. Праведникот ќе живее преку својата вера. Нека Господ ни помогне да имаме цврста вера, која што вера ќе не одржи во вакви околности, во вакви мигови. Она што денеска се случува, јас ќе кажам дека е ништо во споредба со она што добро иде. Затоа што, пак ќе кажаме, водат два цитата во поглед на тоа докаде ќе оди светот, одnosno два стиха, може да кажеме, тоест цитати се, сепак, дека во поглед на светот ќе биде како во Ноево време, или како во времето на Лот, а знаеме во Ноево време како било. Сите мисли во нивите срца беа зли. Сепак, знам дека се уште тоа време не дошло, се уште има добар свет, добри луѓе, односно луѓе врз кои што работи Светиот Дух, а е еден друг цитат кој што вели дека црквата ќе изгледа дека ќе падне. И се уште и тоа не дошло време, и тоа иде натаму. Да не забораваме дека тоа е Божие дело, Господ сака да ги издвои оние кои што вистински го љубат, а ние треба цврсто да се фатиме за Христа, цврсто да гледаме на Исуса, на нашиот зачетник и исполнител на верата. И тогаш ќе се избориме до крај, ќе извојуваме победа заедно со Него и на крајот Господ ќе дојде не за џабе, туку ќе најде вера кај својот народ. Нека му е слава на Него. Амин.